Почитувани, добар ден. Ја започнуваме црвена линија. Милиони евра во медицинска опрема. Резултати нула. Инвестиции од десетици милиони евра се вложени во современа медицинска опрема, но голем дел од неа се уште не е ставен во функција. А и таму каде што работи не се користи. Причини: сериозен недостиг од стручен кадар, недоволна едукација и несоодветни простории за чување и користење на апаратите. Ке паднеш, ке се повредиш. Се сомневаш на скршеница или внатрешно оштетување. Стигнуваш во најблиската болница и слушаш: апаратот не работи, немаме техничар, нема кој да ги прочита резултатите. Тоа е реалноста за многу граѓани кои, иако се здравствено осигурани, остануваат без навремена и квалитетна диагностика. Наместо помош добиваат препорака да одат на приватно или во друг град. Опремата од обични рентгени до најсовремени апарати за компјутерска томографија стојат по ходници во болниците неупотребени или расипани со месеци. Во некои установи нема кадар, во други нема кој да ги прочита резултатите. И таму каде што нешто наводно функционира, кадарот е преоптоварен. Еден работи за двајца или за тројца. Последен пример. Хипербарната комора, донирана за повредените во пожарот во Кочани, која би помогнала за побрзо заздравување на раните, не е во функција. Зошто? Нема специјалист што може да ја користи. Тема во црвена линија денес е: дали скапата медицинска опрема се купува за рейтинг на политичарите или на вистина за потребите на граѓаните? Но и анкетата на социјалните мрежи го има идентичното прашање. А ако сакате, ја топло препорачуваме да учествувате во секоја наредна анкета на црвена линија. Заследете не на Инстаграм, заследете го нашиот профил и веднаш кликнете на Инстаграм стори. И како што напоменав, прашањето, односно темата на црвена линија, е исто како она на анкетата. Дали скапата медицинска опрема се купува под А за рейтинг на политичарите или пак под Б за граѓаните? Имате две опции за одговор, две полиња, кликнете на полето кое што е ваш одговор, ќе сумираме во проценти и ќе ги соопштиме резултатите конкретно ова денешно издание. Анкетата се објавува секогаш и на Инстаграм стори на профилот на Телма телевизија на Инстаграм. А за да учествувате и да се вклучите во денешната дискусија, доволно е да го завртите нашиот добро познат број 023070005. Што значи денес црвена линија, две идентични прашања и како анкетно, но и како централно во ова денешно издание. Дали според вас скапата медицинска опрема се купува за рейтинг на политичарите или пак за граѓаните? Една напомена од технички аспект, постојано го повторуваме тоа, но неминовност, особено за оние кои што може би за прв пат ќе се вклучите во црвена линија. Добре дојдени сте сите и верувам дека ќе ви има во огромен број, како и во секој издание. Тоа значи дека по вртењето на бројот 023070005 веднаш намалете го целосно тонот на телевизорот, на ТВ приемникот. Јас и вие да зборуваме исклучиво преку телефонската слушалка, за да не се случува оно што најчесто се случува, тоа да имате впечаток дека пред се не сте вклучени во програма, некој друг зборува наместо вас или пак уште полошо да не можете да не слушнете, а веќе сте во програма. Добар ден. Добар ден, сигурно сум јас првата што викам добар ден. Добар ден и убав ден. Поздрав до тебе. Благодарам. Цела Телма телевизија. Ке ве замола малку погласно да зборувате, полесно и посилно да... Ајде, погласно васе да викам, нека се знае што е Да жена. се знае. Ајде да слушнеме. Многу пари наброја, бетинче. Кај се тие пари, ја не знам. Пари, а народот нема леп да јаде. Нема кај да спие, нема што да облече. Дали само оди за политичарите? Вие ги бираме, а они не тепат. Све ни добра, а лалда им е. 100% се способни, све за апарати, за вако, за такво, па ништо нема. Абе, како порано че отидеше на лекар додека не бете самостални, сите работи ќе ги завршиш во еден ден, евентуално 2 дена. Сега со месеци не можеш ништо да завршиш.
Каква е оваа медицина, сега не ми е јасно. Напред оди. 21 век. Просто да ме веруваш до кај се стигнати. Многу ми е чудно за парите. Еве, се купува скапа медицинска опрема според вас за рейтинг на политичарите или за потребите на граѓаните? Бре, се знае за политичарите кои има 78% покачување, за народот нема такви нешта. Они нека чекат, само чудиш че ти закажат термин, има да чекаш и чекаш, додека нешто не ти се деси. Така да Ке посетам, напомена внимателно, особено вие кои што за прв пат ке се вклучите, 90 секунди се предвидени и за едно јавување. Секој од вас е добре дојден, додека траеме повторно да се јавите и да добиете нови дополнителни 90 секунди. Големо благодарам за гледачката и како што и самата кажа, со неа почнува оваа дискусија со вас во Црвена линија. Па Црвена линија ве прашува денес дали скапата медицинска опрема според вас се купува за рейтинг на политичарите или за потребите на граѓаните. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас ќе дадам предност на гледачите, верувам дека целосно ќе го намалите и тонот на ТВ приемникот, за да веднаш нели имате увид дека сте вклучени во живот. Добар ден. Еве, се случи да имаме веднаш исклучување, најверојатно тоа нема да се повтори во следните јавувања. Останете на линија, секако ве превземаат од режија, а ние со нетрпение токму како граѓани и корисници нели на медицинските услуги во јавното здравство, верувам секој од вас ке има одговор на прашањето, а тоа за денес во Црвена линија е дали скапата медицинска опрема всушност се купува за рейтинг на политичарите според вас или за потребите на граѓаните. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Јас сум по втор пат добивам. Одлично. Ајде. Супер. Па да кажам, се знае дека за политичарите се купува. Ако не се купува за нив, они скупи коли купуваат, а да купуваат ефтина опрема, па не може тоа да биде така, тимче. Мора да биде соодветно. Скупи коли, скупи апарати. А оди да се снимаш, не е исправен, не работи. Па ќе ти закажат за 2-3 месеца, па ако Господ даде да поживееш, се поживееш. Ако не здравие, што ти е пишено, како ќе се оди така. Блазнеси им на овие политичари сега. Идат од партија у партија, кај сакаат што сакаат прават. Малал да иде, многу способни, а ние да земе некој еден стап, па да удри, само критикуваме, а ништо не постигнуваме. Па треба нешто и ние да оствариме, а не само они способни за све. Предмети во судот стојат со години. Како што апаратите стојат неисправни, нема кој да ги пушти, не знаат нашите соодветни мајстори за да ги уклучат апаратите, па не функционира, па сигурно нема да функционира. Кога стручно лице треба да ги уклучи. Така да све идеме назад, наопаку, до кога ја не знам така ќе ги биде. Али ајде, ако имаме среќа ќе поживееме уште малце, па Господ како да пишал така дека не биде. Ние сега од Црвена линија нема да изоставиме да ви се заблагодариме и ве што практично покажавте како изгледа ако не се доволни 90 секунди. Секако со повторно вртење во Црвена линија добивате нови. Ќе ви посакаме добро здравје и добро расположение и секако да останете до крајот на ова издание на Црвена линија. Ве прашуваме денес, почитувани, дали сметате дека скапата медицинска опрема се купува за рейтинг на политичарите или пак за потребите на граѓаните? Добар ден. Добар ден. Убав ден, Поздрав. Црвена линија, поздрав до вас. Кој? Не сум ја. Ве слушаме, повелете. Роме Сој. Роме, вие сте, еве, дали ви се чини дека скапата опрема медицинска се купува за рейтинг на политичарите или пак за потребите на граѓаните? Не, за политичарите. За граѓаните не се мислите. Само ја грешив што не се направи ја политичар. А ја само глумец, пејач, учител и тиравање. И поет. Тоа да се направи политичар ќе зема пари. Ама ја не сака туѓа пара никогаш. Нису сакал, ни ќе сакам. Стар сум ја,
многу, ама пара туѓа немам зеро. Ко работав како благаник, ја никогаш не за туѓа пара. Еве оттаму А од каде се извинувам, оттаму од каде што ни се јавувате за здравствени потреби, каде најчесто барате услуги, дали еве наидувате на она што немаме техничар, апаратот не работи, како изгледа тоа кај вас? Ево ја имам шеќер и немат инсулини. Струга. Како струга нема друга. Таму инсулин нема. И сега треба да го купиме. Ако беше Југославија, беше друго. Затоа имам поетска торба кога беше. Беше цвеќе миризливо, беше рајска градина, беше... Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Продолжуваме сега со вас и еве да слушнеме со оглед на тоа што верувам дека вие ги користите низ животот, нели услугите на јавното здравство. Дали сметате дека скапата медицинска опрема која што се набавува всушност за рейтинг на политичарите или пак за потребите на граѓаните? Добар ден. Добро, тогаш додека сме во очекување на тоа кој ќе биде следен, да ве потсетам дека секако оние кои што може би така ви е и полесно или нема да успеете да се вклучите во црвена линија, не заборавајте секако да дадете активно учество и преку коментари и секако споделувања. Нашиот профил е Црвена линија на Facebook, но и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. Ајде да видиме дали имаме некој следен. Добар ден. Добро. Тогаш ќе продолжиме со интересни информации, поточно за многу повеќе да бидете информирани квалитетно, брзо, се разбира и целосно. Препорачуваме да кликнувате секогаш и на telma.com.mk. Од вчерашното издание на Топ тема задржете го вниманието и на овој наслов, каде што стои дека во болницата во Кочани стои нова хипербарна комора без специјалист да ја стави во функција. Ова го велат од Супер Кочани. Не од Супер Сапорт Кочани, однесовме во болницата во Кочани една машина која ќе им помогне на луѓето за заздравување на раните. До ден денес машината уште не е во функција, нема специјалист што таа машина ќе ја стави во функција. А денес во Црвена линија токму од вас сакаме да го слушнеме личното искуство, односно како граѓани кои што го користат јавното здравство. Верувам дека имате одговори на денешното прашање, дали ви се чини дека скапата медицинска опрема која што се набавува за рейтинг на политичари или може би за потребите на граѓаните. Добар ден. Добар ден, Тинче. Убав ден. Среќа само ја да бидам на уклучување. Не само што се набавува скупа опрема за политичарите, дека заборавив јас да кажам дека многу апарати стојат во некои магазини, уопште не отворени и не функционираат. И тоа го имаме, ќе го купат и ќе го стават на мирување. Толку сме богати да не знаеме што да правиме со парите, па ќе купиме и ќе ни стои. А додека возилата се возат за лични потреби, за своји кефови да си прават, тоа може да се користи. А апаратот не оди, не може да вози. Тој може или да биде у некој магазин, или да не функционира, не работи, или па работи, па ќе чекаш ред, кога ќе ти дојде ред да се снимиш или било што да побараш која помош. Така да многу сме спремни за све. Коли за брза помош нема и тоа нема потреба. И тие се купуваат по потреба. Ако има болни, ќе треба да се купи повеќе возила. Затоа ќе ни помагаат сите од надвор, од страна, дали за пожар, дали за некоја незгода што ќе се деси како во Кочани што се случи. Ама фала му на Бога, имаме пријатели, пари се ни помагаат, ни излегуваат во сусрет. И тоа е добро. А нашите политичари... Благодарам многу за учеството и секако
топло советуваме да останете со нас. Во очекување сме на сите вас кои што верувам имате одговор на денешното прашање на црвена линија. Дали ви се чини дека скапата медицинска опрема која се набавува според вас за рейтинг на политичарите или за потребите на граѓаните? Добар ден! Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Благодарам. Па вака, скапата медицинска опрема дефинитивно се набавува, веројатно не помалку може би за рейтинг, но повеќе за пари за политичарите од провизии. А секако за пациентите не, би било добро да е така. Зошто го велам ова? Затоа што се набавува неплански, значи не може да купите вие апарати ако немате кадри во здравството кои на истите ќе работат. Тоа е едната работа. Втората работа, и предходно, и сега, и некои апарати кои веќе се по болниците и за кои официјално на листите во мој термин гледаме лекари дека има, ама не ги работат одредени интервенции, одредени лабораториски услуги и снимања. Поготово голем проблем е со одделот интерната медицина од типот на колоноскопија, гастроскопија, ендоскопија и слично, што е навистина голем парадокс. А од друга страна, секој дневно по емисиите сите зборуваат дека треба да вложуваме во превенција. Па за каква превенција ќе зборуваме ние, ако еден пациент од месец февруари, а сега сме веќе 15 мај, не може да дојди да стапи во контакт со еден гастролог, па тек потоа да добие термин за гастрологија. Значи, џабе е опремата. Знаете, најважно од се човечкиот ресурс, добрата организација. Јас пак... Благодарам за вашите одговори во ова денешно издание на Црвена линија. Останете со нас. А ние продолжуваме со гледачите, односно од вас како граѓани бараме одговор на прашањето дали според вас скапата медицинска опрема се набавува за рейтинг на политичарите или пак за потребите на граѓаните. Добар ден! Јас сега го ќе укажам кога ќе ве преземат од режија, а не случајно не велите постојано дека и тешко се добива, бидете малку потрпеливи сега кога ќе ве превземат и оно што е најважно, целосно намалете го веднаш тонот на телевизорот. Од тие причини, ако не го сторите тоа, ќе имате чувство дека не сте превземени, не сте вклучени, дека можеби некој друг зборува наместо вас во Црвена линија. А ние секако со нетрпение очекуваме да го слушнеме вашиот одговор. Добар ден! Добар ден! Убав ден, во Црвена линија сте. Убав ден и на вас, почитувана водителка. Благодарам. Вака се јавиме, ние пред неколку дена пак ќе се јавиме. Ви благодарам што сте ја поставили ова тема, ова е стварно горчлива тема. Еве јас ќе ве замолам вашата колешка што го води ресорот Министерство да праша што се случува со очно одделение 8 септември. Доаѓаат луѓето од надвор, доаѓаме од други градови. Одделението ги оперира и во 12 саат со затворени очи по скали ги пушта. 60 години не се случило, како што ни кажуваат постарите, да се затвори одделението. Значи, одделение постои кога ќе се оперира, болниот да биде дали 2 дена, 3 дена, 5 дена, зависни од диагнозата, да биде лекуван од оној што е потребно таму на медицинска сестра, доктор. Веднаш ги пуштаат, ова не било, ни ќе биде оваква работа. Дали сте се уште на линија? Да, повелете. Еве ваше видување, сега кога ќе го земеме ова во предвид што го кажавте. А еве скапата медицинска опрема според вас за кого се набавува, за рейтинг на политичарите или за граѓаните? Мислам дека само за рейтинг, никако речи го за граѓаните. И мислам и некоја си провизија тука имаат и затоа. Па еве го примерот 8 септември, што ако има апарати кои... Така, благодарам. И сега кога Црвена линија ќе земе во предвид она што ни сугериравте да го обработиме како тема. Еве кога веќе зборуваме за јавното здравство, од вас
се разбира, граѓаните се оние кои што ги користат тие услуги. Сакаме да слушаме дали смитате дека еве се набавува скапа опрема, но дали ви се чини дека таа се набавува повеќе за рейтинг на политичарите или пак за потребите на граѓаните? Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете. Се слушава ли? Да, одлично, повелете. Што се набавува? Ја беше пред 10 години, 8 септември. Кебиње има креветите да ги кревети скршени едно друго. Што се набавува? Политичарите све земе парите им, ништо не купују. И увеле се исто. Нема ништа, нема кебе да се покриеш, носи од дома, напамо, намо. Па, ако можеш, ако имаш возило, ќе носиш, ако не такси, ќе платиш. Ја 20 километри живею од Велес. И што ќе онода? Ништа, нигде. Само планира они за джеп паре да се земел. Што беа тие апарати едно друго, онодени, сместени у подруми едно друго, не ги искористија. Па нема доктори. Нема доктори, што? Они побегнаа по свегде, по Германија, по Бугарија. Ја имаше доктор Матичен у Иванковци, може да ти се скажу. И па у Велес отиде специалист, веднага у Скопје специализа, са женом отидоа си за Бугарија. Она беше од рецега. Па од тамо негде. Берово ли беше, не знам. Од кај беше и тоа. Што друго да ти кажеш? Благодарам за се оно што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Продолжете секако да не гледате. А ние подсетуваме дека е инвестиција од десетици милиони евра во современа медицинска опрема, а голем дел од неа воопшто не е ставена во функција или пак не се користи доволно. Причините за ова се должат на сериозен недостиг на стручен кадар во болниците, недоволна едукација и несоодветни простори за чување на опремата. Ова сега го покажува најновиот ревизорски извештај. А кој ќе биде вашиот одговор? Дали ова скапа медицинска опрема се набавува за рейтинг на политичарите според вас или пак за потребите на граѓаните? Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден, во Црвена линија сте. Чичкојаца од Пинтија се јавој. Поздрав до вас и сите кои што не следат од таму. Да. Вака, тамам работа ако дојде за рейтинг да биде. Значи, ние бараме спас од тие доктори, со милни очи ги гледаме. Знаеш што значи болен човек. Тоа треба да си направи ваш директорот или министерот. Кој ќе се купува треба одма да има човек обучен за таа. Значи, видите, греота е за болните да чека. Како рейтинг, ако дошол до рейтинг, мислам, кој разбира што е болен човек, кој бара спас од докторот. Значи, нема тука рейтинг, не сме да има. Тоа се до директорот да си среди на секоја, да има говора секој на своје место. Не разбирате? Значи, со убава машина му олеснуе да дојде до, мислам, болеста која му е. Али ако дојдеме до рейтинг, срамота и греота е, а ние тачно бараме спас од тие доктори. Така, Тина. Значи, не сме да рейтинг тоа, само стручњаци да обучуваме пред тоа да било спремно све, да не оди джабе машината да стои. Така ли е? Така е, ете, тоа и ние што прашуваме, бидејќи... Особни директори или министри, не сме да ми, ништо да ми мрдне, да секој за себе, да се одговара. И да секој за своје стручел, да си работи. Толку поздрав, Тина. Поздрав, благодарам за вклучувањето во Црвена линија, продолжете да не гледате. Не прашавте дали е така, еве како е според Државниот завод за ревизија. Поради ограничени буџетски средства не е набавена дополнителна опрема потребна за користење на сите нејзини функционалности. За дел од набавените апарати обезбедена основна обука на производителот, но потребна и дополнителна специјализирана обука за одредени здравствени работници за да можат во целост да ја користат опремата. Па ова скапа медицинска опрема денес Црвена линија ве прашува според вас се набавува, ви се чини за рейтинг на политичарите или за потребите на граѓаните? Добар ден.
Добар ден. Убав ден, црвена линија. Па не е рейтингот толкова прашање, бидејќи рейтингот се работи по порачка. Има рейтинг агенции, порачај му рейтинг, ќе ти напишат рейтинг, не е проблем за рейтинг. Значи рейтингот секако си оди. Има фабрика за рейтинзи. Сега, зашо се работи? Се работи за провизии. Например, го набавуваш апаратот од Siemens или од таму се претежно, од западот тие апарати, го набавуваш од таму, нормално добиваш и провизијата, добиваш некој динар, тој што го набавува, тој добива и пари. Така да, тука е борбата. А тоа што немаме стручњаци, па тоа е грешка. Значи, грешка е општо на политиката на државата што не спрема стручњаци за таа работа. Ама како што гледаме, тараваријата избега ни стручњак спреми за неговата област, ни ништо. Другиот такуѓере, еве го, а по се изгледа повторно ќе остават, така да, не знам, стручњаците би требало да ги имаме, ако сакаме да ги употребиме. Апаратите си лежат. Јас лично имам видено кај што лежат апарати, значи во Војтовската болница. Во избите долу си лежат, уште на времето на Груевски. Толку од мене не би имал што повеќе да кажам. Сосема ги дадовте одговорите кои што ги бара црвена линија, продолжете да не гледате, останатите секако бидете активни на социјалните медиуми. Ве подсетувам, пишувајте коментари на Facebook, објавена е нашата тема, еве како изгледаме таму. Црвена линија и на Facebook ве прашува дали скапата медицинска опрема се купува за рейтинг на политичарите или на вистина за потребите на граѓаните. Ке читаме и коментари, како што секојдневно и правиме меѓу вклучувањето гледачи во живо. Продолжуваме со вас, добар ден. Повторно имаме исклучување, бидете потрпеливи, не знам, денеска некако не се задржувате подолго од она што е предвидено, но како и да е, повторно еве ќе се навратиме на оној извештај кој што е направен од Државниот завод за ревизија. Велат, поради ограничени буџетски средства, не е набавена дополнителна опрема потребна за користење на сите нејзини функционалности. За дел од набавените апарати е обезбедена основна обука од производителот, но потребна е и дополнителна специјализирана обука за одредени здравствени работници за да можат во целост да ја користат опремата. А во реалноста најчесто може да се слушне, апаратот не работи, немаме техничар, нема кој да ги прочита резултатите. Па според вас, почитувани, зошто се набавува скапа медицинска опрема? Поради потребите за рейтинг на политичарите, според вас, или за потребите на граѓаните? Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, Тина. Поздрав до вас, господин Живко. Вака сега. Темата е добра. Мислам дека без разлика, нека е за рейтинг на политичарите, што се набавува скапа опрема. Меѓутоа не се слагам. Ние до пред 4 години, нема 4, до пред година, дена, две немавме за кардиографија, да пример, апарати во Битола. Денески го има. И вистина јас бев. Нема да излезем. Опрема која е супер, нова се гледа, нова просторија, екипаж има. А за истата работа требаше додам Скопје, Охрид и по другите градови. Така да, не би рекол дека толку е за рейтинг. Ние дури малце имаме апарати. А стручњаци ќе се најда. Не е то проблемо. Не е проблемо во тоа. Меѓутоа имаш стручњаци, а немаш опрема. Тоа е уште полошото. Така да, Тина, јас не би го оценил ова дека е само заради политичарите за рейтинг. Него вистина народот има потреба. Јас сум ја шетал цела Европа. Па тоа која апаратура има и што има, па тоа да се чудиш. Друго е сега. Сега, тоа изговор, немаме техничар, расипано е, немаме ова. Секој може да коментира, меѓутоа, не. Сепак здравство се качува нагоре
Сега тука министер овој што беше или како, не сакам да го коментирам, ќе се најди друг. Благодарам многу за одговорите. Го цениме она што го споделивте со гледачите и токму од тие причини црвена линија изгледа вака како што изгледа. Вие сте тие кои што ја креирате преку своите одговори, искуства, ставови и мислења. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Христос воскресе. Господине Тале, еве... Христос воскресе. Зошто сте гневни? Вистина воскресе. Не сум гневен. Се радувам, празник е денеска. Христос воскресе. За многу години. За многу години. Јас сум секогаш за добрите дела на луѓето. Кои да се политичари, обични луѓе. Сега, ги сакам тие политичари кои правеле добри дела кон овој народ. Да речеме, Груевски ВМРО, кога беше купија нов апарат, систем за точно делење, лек на болниот рак во онкологија. Тоа е добро дело. Добро дело е според секој нормален човек. И брани добро дело. Сега има некои кои поддржуваат зло дело и сака ЗАЕФ и СДС и ДУИ со Ахмети. Кажете ми, се јавувате, ве молам, се јавувате од Прилеп, еве, дали таму има ситуација каде што скапа упрема стои и не се користи? На таа тема зборувам јас. Значи, Груевски купил скап систем за точно делење лек, СДС и ДУИ го фрлат во визба и убиват. Денеска прашањата на црвена линија не се околу тоа нели да зборуваме во името на партиите, дали е едната или другата, туку зборуваме во име на граѓаните. Црвена линија од таа причина и постои, секојдневно објавува теми од кои што сака токму од вас, низ вашето секојдневие да споделите искуства врзани за темите за кои што зборуваме. Конкретно денеска црвена линија ве прашува дали ви се чини дека скапата медицинска опрема се набавува за рейтинг на политичарите или за потребите на граѓаните. Добар ден. Повторно имаме како исклучување. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ме слушате? Да, повелете. Видите, се јавувам од Битола. Добро има опрема, али мој термин никако да се добие. А стално зафатено одиме да речеме во нуклеарна. Во нуклеарна не може да се добие 2 месеци. А да појдеме после ручек, има само за 5-6 души, стално кажува така. А преку матичен не можеме никако да добијаме. И плюс, Битола е клиничка болница. Онаква клинична болница, не знам јас, во Охрид одиме, од Битола во Охрид, во Струга тамо одиме, на сите прегледи. И ни викаат тие, зошто во Битола не одите, кога е клиничка болница треба се да има и да ве послужат таму. А никогаш досега во Битола ќе речат или нема термин, или не работи апарат, не работи ова, не работи она. И чистотата. Во болница се знае зашто се оди. Во болницата треба да биде чисто. Во времето на бивша Југославија Битола беше најчиста болница и кога да се појдеше сето ќе беше чисто. Сега не можете видите, нарочито вие жените, да сакате да појдете негде, во козе било шо, абе сето е искршено. Дури срамота и не може никој да се послужи таму. Јас не знам зошто, какви директори овие се става, а не гледат на таа работа. Не можем тоа да го разберам. Така, благодарам. Ете, тоа е она што сака црвена линија да го слушне, односно кога граѓаните зборуваат, се разбира за своите искуства и ставови, нормално врзани за темата за која што зборуваме. Благодарам многу и секако останете со нас. Пишувајте и коментари, наскоро ќе почнеме да ги читаме и коментарите. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Пидеј. Ве слушаме, повелете. Вака сега. Убаво му направите, Натале. Браво. Ве молам да не коментираме гледачи. Ве молам. Значи, времето 90 секунди да не се користи за коментирање гледачи. Кажете ми, еве, со што се соочувате кога барате услуги од местото од каде што ни се јавувате врзани или за јавното здравство? Функционираат ли опремите? Дали ме слушат? Не функционира ништо.
на политичарите, се знае. Криминалец до криминалец, ви слушаме што работат. Ти што не ли гледа синоќе на вашата телевизија, вода не мале, за децата у котените ги извањат. Срамота е воа. Кој век сме денеска, вода да нема. Криминалец до криминалец, овие трите партии. Државата се таа искрадија, како рейтинг, како веко бе. Нема ништо, само се краде и ништо. Толку од мене, ништо повеќе. Големо благодарам за јавувањето и одговорите на нашето денешно прашање. А денес ве прашуваме дали скапата медицинска опрема се купува според вас за рейтинг на политичарите или за потребите на граѓаните? Што зборува вашето искуство како граѓани и корисници на јавното здравство? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Благодарам, исто и на вас секој добре. Тинче, медицинска скапа опрема се набавува за рейтинг, уствари за провизија, процент. И тоа е у последно време многу актуелно, а е резултат на тоа што начело на клиниките и болниците доаѓаат политички личности што немаат она домашно воспитување за домаќинско однесување и почитување на буџетските средства. А и можеби и недоволно знаење имаат. Порано за директор се поставуваше професионалец и домаќин, честен човек. Сега политички се поставува, а они доаѓаат со таа цел да, ето, додека се на власт, што повише да присвојат за личен интерес. И уште нешто имам забележен со оглед дека сум повозрасна, па сум присутна веќе си во сите области, сите сетила и органи веќе откажуваат. Порано кога се уведе мој термин, на листа за термин имаше на вратата 30 пациенти. Сега имам 10. И да бидеме среќни, уште 10 на години 5-10, додека има постари искусни доктори. После тоа изгледа ни по еден пациент нема дневно да прегледуваат. Ја би ги замолила вашите новинари да испитаат дали е тоа вистина дека уназад 3 години пациенти од Косово и Албанија имаат исти третман како и нас македонците што плаќаме здравствено осигурување и по иста цена се лечат. Благодарам многу за одговорите, секако за учеството во црвена линија. Ве префилам на Фейсбук, ќе почнеме со коментарот на Цветанка Стојановска, еве што напиша. Добар ден. Не за рейтинга, уште помалку за здравствените потреби на граѓаните. Ги купуваат само за перење на пари. Се нафатираа за 3 животи, а ние обичните граѓани ќе чекаме термини со месеци и кога ќе си на термин, апаратот не работи. Па кој ќе преживее, ќе раскажува. Поздрав ти на... Поздрав и големо благодарам Цветанка за активното учество. Пишувајте коментари, споделувајте и на Фейсбук, ги читаме и коментарите додека трае црвена линија. Да видиме што ќе кажат гледачите во живот. Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден. Здраво, еве, вака помлад гледач. Па така и треба. Како размислувам јас на оваа тема. Извинете. Се бараше до вербата, се доби до вербата. Еве, и младиве ја дадовме до вербата. Така да таа лесно и се губи. Што треба во оваа ситуација? Треба многу стабилен и здрав човек во Министерство за здравство, кој што стварно ќе даде подкрепа и волја на луѓево што се школовани. Нас ни треба кадар школован. Значи, што е тоа вработување договорци на определено, на договор на дело? Значи, тоа сепак збориме за кадар кој што се школувал, значи завршил факултет, магистратура, значи тој човек треба одма да се вработи. Ние говориме со кадар, немаме кадар. Значи сега да збориме реално, бадијала сите тие апаратури кога нема кој да ги работи. Значи млади мои другари, другарки мои од фамилија излегле надвор да се школуваат и самиот тој систем во таа држава кај што се школува го вработува и тој човек веќе не гледава назад за во Македонија да се врати. Значи, еве, сега нека се постави стабилен човек, кај што ќе имат веќе луѓе во доверба во него како министер. И нека ги извработи. Значи, нека извработи луѓе кои се специализанти, кои завршиле, кои вложиле во оваа држава и во ова здравство, за да може да останат тие луѓе тука да те лечат и да покачи му плата.
Точно, никој не збори за здравствените работници. Големо благодарам, добре додени се секако и по младите, како што самите посочивте. Така да, драго ни е што имавме и верувам не само во ово издание, туку и во секое следно издание. За сите генерации секако ќе напоменеме прашањето е конкретно до сите вас, бидејќи ние како граѓани и ги користиме услугите на јавното здравство. Оттука и Црвена линија ве прашува дали ви се чини дека скапата медицинска опрема се набавува за рейтинг на политичарите или пак за потребите на граѓаните. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Добар ден, дали е намален тонот на телевизорот? Ајде, ве слушаме, повелете. Прашањето е дали се купува за рейтинг на политичарите или за потребите на граѓаните. Да. Ја викам дека не се купува за рейтинг, се купува за интерес. И на ниеден апарат не пише дека го купил Јанко, Петко или Станко, па ако ќе влеземе па да речеме алал дека му е на Петко, тоа е како да купиме Формула 1 исто како да нема кој да ја вози. Околу формулата или околу апаратот треба да има медицински персонал, стручњаци, доктори, сестри и не знам што. Така да знае и да се употребува и да се одржува таа опрема покрај другото. А да се купи, не се сеќам кога Драги тој од владата, секретарот, он набави некоја опрема. Дали е во ред или не зборам. Меѓутоа, таа опрема зашто уште не е употребена во државата? Таа е купена и стои во државата, во владата може да е таму. Зашто не ја употребуваат? Сигурно дека има употреблива вредност. За некоја можда помала работа. Сакам да кажам, ни на еден апарат секој што го купил и останува за државата. Драги го осудија, како се презиваше, извинете, не е важно, го знаеме. Него работата е да тоа и што е купено да остане државата и да се употреби, да му се најде употреблива можност на секој од тие апарати кои што ги има и потреба во медицинските болници или амбуланти. Амбулантите можда и помали и се употребуваат, али овие ни треба стручни лица кои ќе бидат остручени и не да чекаме по 2 месеца за читање на резултат. Извинете, што ако сум сликан Големо благодарам за вклучувањето и вашите одговори во Црвена линија. Подсетувам во времето што останува, внимавајте и на тајмерот. 90 секунди одбројува тајмерот за едно јавување. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ке продолжиме со коментарот тогаш на Facebook. Продолжете и вие да пишувате, ке ги читаме коментарите. Петар Бачов напиша пред цела македонска јавност, еве повторно овој коментар ќе го прочитам целно. Тале македонецот кој секогаш зборува со докази, аргументи, ја брани Македонија, брани добри дела на дел политичари кои за вас направиле добри дела, најмногу го исклучува. Така е тука слободата на јавно информирање. Апсолутно Тале секојдневно се вклучува, веќе го познаваме, тоа од тие причини, бидејќи слободно може да говори. Она што бараме е секако да ги чуеме граѓаните, нивните искуства. За тоа постои Црвена линија. Црвена линија не постои за да фаворизира одредена партија или пак да зборува во името на партиите, дали една, дали друга, дали трета. Значи, ние не зборуваме да ги профилираме тука политичките партии, туку да зборуваме како граѓани кои што секојдневно нели низ нашите теми можеме да споделиме искуства, бидејќи и ние го живееме овој живот. Ете затоа. Така да Тале да беше да не постоеше слобода на јавното информирање, не имаше да бидеме запознаени за неговото име, што значи активен и драго ни е што е тоа така, но навистина темата не сакаме да ги користиме емисиите на Црвена линија за да промовираме партии, туку да ги чуеме граѓаните. Затоа постои Црвена линија. Благодарам многу, Петар Бачов, го цениме она што го кажавте. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас сум во програма, така да? Да, повелете. Вика медицинска скапа опрема за рейтинг. Не знам дали е за рейтинг, таа е за граѓаните, но меѓутоа многу тешко се стигнува до термини, посебно за магнетна резонанца. Значи има апарати, еве во поликлиниката и Дади ја рече тогаш Таравари дека и втора смена ќе работи тој апарат,
но меѓутоа не е вклучен тој апарат втора смена, а па за возврат на тоа, од втора смена што работеше во поликлиниката Чаир, магнетната резонанса, сега ја мислам дека до 17 или до 18 часот со термини. Си беше од 8 сабајле до 22, зборам за Чаир магнетна. А требаше да се стави и магнетната во Идадија, значи, така кажа министер, да работи и втора смена. И друго, зошто само во клиника да има снимање на магнетна резонанса со анестезија? Зашто е да е само товарот на клиника? Тој што не може да се сними, пошто сепак е тоа малце језиво снимање, од бука, од едно од друго, не е болно, но е језиво, зашто да нема пример во одреден дел од неделата, дали во Идадија, дали во Чаир, дали во ред други кај што ги има тие магнетни резонанси, да си има дежурен анестезиолог со кислород и кој не може да си се сними и во другиве поликлиники со тоа ќе си се растрети клинички центар, ме разбирате? Да, постои дисперзија на услугите. Да, а не саве клинички, буквално во клинички ништо нема. Благодарам многу што бевте дел од Црвена линија и еве што вашето искуство и оно што сакавте да го слушне јавноста го споделивте во ова издание. Останете со нас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. И понатаму ќе ве потсетам дека активно учествува во Црвена линија, секако и по завршувањето на ова издание можете преку дискусија на социјалните медиуми. Топло препорачуваме да не заследите и на Инстаграм. Во тек е нашата анкета, еве не е лошо додека чекаме нели да слушнеме нов гледач или можеби гледачка. Еве всушност како изгледа нашата анкета на Инстаграм. Прашањето е идентично со она кое што е како централно во денешно издание на Црвена линија, тоа дали скапата медицинска опрема се купува под А за рейтинг на политичарите или пак под Б за граѓаните. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав, ве слушаме. Поздрав до вашите гледачи, до вашата екипа, до сите. Благодарам многу. Ја мислам дека ни за првите, ни за вторите, него за нивни интерес тој што го склучува тој договорот. Некоја провизија да се стави, а тоа провизија за некој апарат не е мала сума. Значи сите го прават, а тој господин што го спомна, Рашковски се вика, драги Рашковски. Ете и тој правише некои дубари, само профит да се стави тие апарати, ни се употребува ништо. Значи вака, уште долго време ќе со овие неписмени луѓе политичари ќе се трпи Македонија. Ни апарати ќе има за народот, ни ништо. Само ќе се збориме ние, а никакво решение нема да има. Нема саглам луѓе да купат апарати за луѓето ни да имаме потреба да се лечиме. Џабе ви се темите. Темите секоја чест. Вас на телевизијата на уредниците. Недомакини има, затоа вака се случува. Апарати купува, стаи го доле во подрум. Народот кука, нема каде да се лечи. А приватнаците имаат, ако имаш ти пари, ќе се лечи сегде. Затоа викам уште долго години со овие неписмени политичари, вака ќе биде. Значи за нивни интерес си стават ни за рейтингот, ни за граѓаните. Тој што склучува договор, рушува да си тај во џебот. Биди поздравена, све најдобро. Благодарам многу за учеството и одговорите во Црвена линија. Почитувани, полека дојдовме и до моментот кога треба да ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм анкета. Заследете не на сите социјални страници, дали е тоа Facebook, Црвена линија, профилот паралелно и на Телма телевизија, како и на Инстаграм, па и утре во новата тема која што ќе ја зададеме, верувам дека ќе земете активно учество. И ве како одговори оние кои што не следат на Инстаграм на прашањето дали скапата медицинска опрема се купува за рейтинг, се мисли за рейтинг на политичарите, 71% одговорија да, а за граѓаните 29%. Благодарам што бевте и денес активни на анкетата, следуваат рекламите, а ние повторно имаме средба во студио.
Благодарам во името на нашата редакција за сите вас кои што активно и не следевте, но и земавте учество во ова денешно издание на Црвена линија. Верувам дека ќе имате секако интересни мигови со Горан Петревски, бидејќи оно што следува е да се кажеме, а во најновото издание гостин е Љупчо Бубокаров и се разбира разговорот ќе биде врзан токму за 30 годишниот јубилеј на К15 и нивните 3 концерти. Гледајте го.